Почитувани гледачи, ве покануваме да бидете дел од нашата нова емисија Точно напладне на радио Глас на надежта. Секоја среда, точно напладне, ќе имате можност да ги следите следните содржини: мисла на денот, актуелности во светот, совети за здрав начин на живење, теолошки теми, одговори на ваши прашања и други интересни содржини. Сето тоа ќе биде проткаено со убави христијански песни. Емисијата ќе се емитува на Facebook страната на радио Глас на надежта и на YouTube каналот Радио Глас на надежта. Се гледаме. Почитувани гледачи, поздрав од студијето на Радио Глас на надежта. Ја започнуваме нашата дневна емисија Точно напладне, секоја среда со почеток во 12 часот. Поздрав до сите вас кои денеска ќе бидете со нас да ја следите ова наша денешна емисија. Ова програма се емитува на фреквенцијата на Facebook страната на Радио Глас на надежта и на YouTube каналот Радио Глас на надежта. Еве денеска повторно заедно. Емисија ја започнуваме вообичаено со една убава мисла, па и денеска ќе ја кажеме следнава мисла. Кога животот е претежок, да стоиш, клекни и моли се. Навистина убава мисла, убава порака која зборува за молитвата. Ние во нашите претходни емисии често пати сме зборувале за значењето и вредноста на молитвата. Па и денеска уште еднаш се потсетуваме дека животот носи секакви предизвици, добри и лоши. Има моменти кога ни е тешко, кога не можеме тоа или таа тешкотија да ја споделиме со никого. И затоа нека ова мисла не води денеска. Кога животот е претежок, да стоиш, клекни и моли се. Па и самиот Исус, кога бил нова земја, им дал пример на своите ученици како да се молат. Може би вие, почитувани гледачи, не знаете сите како да се молите. Може би некој се прекрстува и тоа му е вид молитва. Меѓутоа, јас би сакал да ве упатам денеска на Библијата, токму на оваа света книга, на Новиот Завет, да може да ја пронајдете молитвата која кажал самиот Исус Христос. И еве ќе ве упатам во Евангелието според Матеја, во 6 глава може да ја најдете ова Исусова молитва, односно молитва која Исус им ја дал, односно ги научил учениците како да се молат. Па еве дозволете ми за овие неколку секунди да ја прочитам. Во 6 глава во 9 стих вели: туку вие молете се вака: Отче наш кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја, како на небото, така и на земјата. Лебот наш насушен, дај ни го денес и прости ни ги долговите наши, како што и ние им ги проштеваме на нашите должници. И не воведувај во искушение, но избави ни од лукавиот, зашто Твое царството и силата и славата во сите векови. Амин. Еве, почитувани гледачи, тоа е ова обична, едноставна молитва, но која опфаќа се, и благодарност, и барање на живот и здравје, и Царството небесно, лебот секојдневен, прошка на оние кои им треба да им простиме. Така да, еве, нека ова мисла не води и денеска. Уште еднаш да ја повторам, значи мисла, кога животот е претежок, да стоиш, клекни и моли се. Но јас би рекол, не само кога ни е претежок, и кога ни е лесен, кога ни е се убаво, треба да му заблагодариме на Господа. Одеме сега да ве поздравиме со една убава христијанска песна. Благослови го Бог, душо моја, слави го Господа. Пеј му на Твојот цар, душо моја, го слави ме Господа. Сонцето изгрева, нов ден се раѓа, и време да те прославам. Што и да бидеш
da odam kaj tebe i togaš dušava bez prekinke ti pe. Iljada godini vo večnosta. Blagoslovi go Bog, dušo moja, slavi go Gospoda. Pej mu na tvoj oltar, dušo moja, doslavi me Gospoda. Blagoslovi go Bog, dušo moja, slavi go Gospoda. Pej mu na tvoj oltar, dušo moja, doslavi me Gospoda. Doslavi me Gospoda. Doslavi me Gospoda. Се враќаме повторно во нашата програма, почитувани гледачи, вие следите емисијата Точно напладне, секоја среда со почеток во 12 часот. Одеме понатаму со нашата програма, следува рубриката Актуелности во светот. Денеска навистина имаме една убава вест, една информација која ни доаѓа од Африка, поточно од државата Сенегал. Стана збор за еден фудбалер по име Садио Мане. Додека јас ги пренесувам овие информации, вие ќе може да гледате слики од овој човек, од овој фудбалер. Значи, Садио Мане, фудбалер од Сенегал. Тој е професионален фудбалер кој игра како напаѓач или лево крило за своите клубови. Играл за Саудска пролига, Ал Наср и за самата репрезентација на Сенегал. Нашироко се смета за еден од најдобрите или најголемите африкански играчи на сите времења. Тој е роден некаде во април, 10. април 1992 година во Бамбали, Сенегал. Зошто го спомнувам ова име или овој фудбалер, овој човек? Затоа што навистина покажал една широчина во својата душа и во своето срце, им помагал на многу луѓе, а и денеска тој се уште им помага. Фудбалерот кој сега игра во Ливерпул освоил Премиер лига, Лига на шампиони, ФА куп и Лига куп. Познат е по својата голема скромност и хуманост. Редовно ги помага селаните од својот роден крај. Навистина, кога го пронајдов и прочитав овој пример, низ душата ми помине една таква убава мисла да бидеме и ние слични како овој човек. Бидејќи знае од каде потекнува, во како сиромаштво израснал, сега кога дошол до таква слава, популарност и заработил доста пари, им помага на своите соселани, на своите пријатели, покажува голема скромност и хуманост. Слушајте што се направил, почитувани гледачи, тој во својот крај. Изградил школу за деца во вредност од 270.000 евра. Значи, финансирал да се изгради училиште. Изградил болница во вредност од 530.000 евра. Ја реновира локалната џамија и минарет, каде работи и татко му како оџа. Го снабдувал селото со 4G мрежа, благодарение на соработката со компанијата Оранж. За 5-6 месеци планира на местото каде играле на калевиот терен, а вие при крајот на ова мое известување за овој пример ќе видите и едно клипче, почитувани гледачи, каде што тој играл навистина со своите другари вокал на една ливада. Значи, за 5-6 месеци на тоа место ќе изгради фудбалски терен со најсовремена опрема. Во средата игра фудбал во селото на дожд и кал. Во дворот на домот на семејството на Мане во Бамбали, неговите покри силните милиони
на Садио не сакал да се пресели во Ливерпул и останал во Сенегал. Во дворот во нивниот дом има бунар каде сите жители можат слободно да пијат вода од која во Африка секојаш има недостиг. Знаете, во Африка има недостиг на вода, но тој има бунар во дворот и сите комши селени доаѓаат и полнат чиста вода. Садио Мане секоја година по 2-3 пати се враќа во својот роден крај и им посетува многу време и средства на сите мештани. Додека давал изјава за локалните новинари кои го прашале зошто уште нема девојка и не го виделе со партнерка, еве тој што одговорил. Сум трпел глад, работев на терените, преживав војни, играв фудбал бос, не добив образование и многу повеќе, но денес, благодарение на оно што го заработувам од фудбалот, можам да му помогнам на мојот роден крај. Изградив училишта, болници, обезбедувам облека, чевли и храна за луѓето кои живеат во екстремна сиромаштија. Покрај тоа, давам 70 евра месечно на секој човек во еден многу сиромашен регион во Сенегал. Не морам да се шепам со луксузни автомобили, елегантни вили, патувања, а уште помалку авиони. Поправо би сакал моите луѓе да добијат дел од оно што ми го дал животот. И на крајот, еве што заклучувам. Многу девојки ми пишуваат и ме прашуваат зошто не се женам, но извинете, вие веројатно си го трошите времето залудно. Жената со која ќе се оженам нема да седи на социјалните мрежи. Сакам да се оженам со она која го ужива Бога и молитвата. Која го уважува Бога и молитва, значи верува во Бога и се моли, рекол 30 годишниот фудбалер на Ливерпул, кој го чека трансфер во Бајер Минхен летово. Наистина, прекрасен човек, прекрасен карактер. Ај сега да ќе видиме, ќе го видиме тоа клипче каде тој игра со своите другари и тоа на Калиф терен. Еве, почитувани гледачи, видовте за каков човек станува збор. Човек кој потекнувал од сиромашно семејство, играл, како што и самиот рече, бос на Калиф терен, но тој не го заборавил, тој кога достигнал високо во својот живот, во тие спортски меридијани, би се рекол, не ја заборавил својата сиромаштија и своите сограѓани или соселани. Нека ни биде пример, почитувани гледачи, нам постарите и на помладите, овој карактер Садио Мане, човек кој на вистина фудбалер, кој останал човек, што би се рекол, без разлика колку заработува финансиски денеска во својата спортска професија. Нека ни биде тој пример, ете, и во нашиот живот. Одеме сега повторно со песна. Santo,
Well, it's time to get back to the task of building your foundation. Еве не повторно на градењето на нашата основа. I'm Don Miller, Јас сум Доналд Милер, a naturopathic doctor from America. натуропат доктор од Америка. I travel the world teaching people how to be well. Патувам по светот учејќи ги луѓето како да бидат добри. Now, in previous meetings, we've talked about a basic principle of health. Во претходното предавање зборувавме за основните здравствени принципи. And here's the principle. И еве ги принципите. We need to reason from cause to effect. Нам ни е потребна причина до последица. If you get sick, А ако сте болни, figure out why you got sick. видете зашто сте болни. Now, you may not know, Може би не знаете, but that's what this series of meetings is about. али затоа се оваа серија која што имаме. So, if you have a foundation, Гледате, ако имате основа, you've got to have something built on the foundation. вие имате и на што да градите. Here we have 3 golden pillars. Тука имаме 3 златни столба. Each one is very important. Секој еден од нив е многу важен. The first one, Првиот, the life is in the blood. животот е во крвта. That's basic. Тоа е основа. Where does your blood come from? Одакле доаѓа вашата крв? It comes from what you put into your body. Доаѓа оттаму од она што го ставате во вашето тело. You eat good food, Ако јадете добра храна, you drink the right things, а пиете она што е исправно, you're going to have good blood. вие ќе имате добра крв. But then there's a second golden pillar. Тука е и нашиот втор златен столб. Perfect health requires perfect circulation. Совршено здравје бара и совршена циркулација. You could have the best blood in the world, Вие можете да имате најдобра крв во светот, but if it's not circulating, али ако не циркулира, you're dead. вие сте мртви. So, how can we encourage circulation? Како можеме да го охрабриме циркулирањето? Well, exercise, Вежбањето, moving the muscles. движењето на мускулите. Massage is what we call passive exercise. Масажата е всушност пасивно вежбање. The thermal and physical effects of water. Термичкото и физичкото влијание на водата. A person with diabetes, person with heart disease, it's good to get in water. Личностите кои што имаат диабетис и проблеми со срцето е добро да бидат во вода. Right? Sunshine will dilate your blood vessels. Светлоста ќе ги расшири вашите крвни садови. It also lowers your cholesterol. А исто така ќе го снижи вашиот холестерол. It turns cholesterol into vitamin D. У суштина холестеролот ќе го претвори во витамин D. Drinking water. Пиење на вода. Your blood plasma is 93% water. Вашата крвна плазма е 93% вода. If you're not drinking your water, your blood is getting thicker and thicker. Ако вашата крв, ако вие не пиете вода, вашата крв ќе биде се погуста и погуста. So what we put into our bodies Така да, она што го ставаме во нашето тело and what we do with our bodies, и она што го правиме со нашето тело, those are fundamental. тоа се основите. But we got a third golden pillar. Сега го имам и нашиот трет златен столб. I consider this the most important one. Јас го сметам како еден од најважните. Our attitude about life. Нашиот став кон животот. One thing I've noticed about being in Macedonia, Она што го приметив додека сум тука во Македонија, especially in the cities, посебно во градовите. beep, beep, beep. I hear a lot of horn blowing. Слушам многу често свирење на свирки. I never hear that in some countries. Во некои земји тоа не го слушам. Now, if you go to India, Ако одите во Индија, you'll hear it far more than you hear here. ќе го слушате многу почесто него тука во Македонија. But I'm going to show you a picture here. Али ќе ви покажам една слика сега. Look at this woman here. Погледнете оваа жена тука. Does she look happy? Дали ви изгледа среќна? Yes. Да. This is her 90th birthday. Ова е нејзиниот 90-ти роден ден. These are family members. Ова се нејзините чланови на нејзиното семејство. All of these right here Овие сите тука, are my second cousins. тоа се мои роднини.
See, this is my mother. Ова е мојата мајка. She lived to be 96, Таа живееше 96 години. died just 2 years ago. Пред 2 години почина. But if I can see in my mind's eye my mother right now, А ако можам со мојот ум да ја гледам мојата мајка сега, that's what I see. тоа е оно што го гледам. Her attitude was wonderful. Незиниот став е прекрасен. Now, if I can see in my mind's eye my father's face, Али ако со својот ум го погледнам лицето на мојот татко, I rarely ever saw the man smile. многу ретко можев да го видам дека е насмеан. And he died at 57. Тој почина на 57 години. If you want to live long and happy, А ако сакате да живеете долго и среќни, spend a long time being happy. потрошете многу време да бидете среќни. There's plenty of things to be thankful for. Има многу работи на кои треба да бидете благодарни. So we have our foundation, Така да имаме основа, reason from cause to effect. Од причина до последица, First golden pillar, првиот златен столб, the life is in the blood. животот е во крвта. Second golden pillar, Вториот златен столб, perfect health requires perfect circulation. совршено здравје бара совршена циркулација. Third golden pillar, Третиот златен столб, our attitude about life. нашиот став кон животот. And then, if you've got pillars, they got to be supporting something. А ако веќе имате столбови, тие мора нешто и да држат. We usually call that the 8 laws of health. Ние тоа го викаме 8 закона на здравје. Now, I'm going to talk about those laws, И јас би сакал да зборувам за овие закони. but I've already mentioned some other laws that aren't in the 8. Али јас веќе спомнав некои кои што се во овие 8. Now, when I say laws, Кога велам закон, it's basically if you want to live healthy and strong and happy, а ако сакате да живеете здрави, јаки и среќни, you follow these laws. вие мора да ги пратите овие закони. Simple as that. Тоа е толку I've едноставно. mentioned herbs. Ги спомнав билките I've mentioned my mother's happiness. и ја спомнав среќата на мојата мајка. These are laws. Ова се закони. Okay? But so instead of the 8 laws, Наспроти 8 закона, I talk about the 15 laws. јас зборувам за 15 закона. But we're going to start just briefly looking at the 8. Али затоа на брзина ќе погледнеме на овие 8. If that's all we talk about, that will be plenty. А ако е сето тоа што треба да зборуваме, тоа ќе биде многу. So, food. Храна. The food that we eat, our diet. Храната која што јадиме или диетата. Now, how many of you have a dog? Колку од вас има куче? Now, I had dogs in the past. Во минатото јас имав куче. I love dogs. Ги сакам кучињата. And of course, we feed our dogs. И се подразбира, ние ги храниме кучињата. Have you ever, while you're feeding your dog, done this? Дали некогаш сте направиле нешто вака кога сте го хранеле кучето? Reached over and touched their dish. Да сте посегнале да ја земете неговата чинија. You ever try that? Дали сте го пробале? I'll tell you what's going to happen. Јас ќе ви кажам што се случило. That dog is not going to be happy. Тоа куче нема да биде среќна. He may not bite you, Можеби нема да ве касне, but he's telling you, don't touch my food. али ќе ви каже немој да ја допираш мојата храна. You know what I've found out? Али знаете што открив? Humans are the same way. Луѓето се исти. Don't tell me what I can and cannot eat. Немој ти да ми кажеш што смеам, што не смеам да јадам. Well, I'm not going to tell you what you can and cannot eat. Јас нема да ти кажам што смееш и што не смееш да јадеш. I'm going to tell you what science is saying about the things you're eating. Али јас ќе ти кажам што науката зборува за она што го јадеш. Ti to zlo, moja nadeš si.
ti, vo srce moje večno ostani. Jaz te vikam i jaz te baram štom se rodi novel den. Te ti peam i te čekam se do tivog miren son. Jedinstven kopneš moj si ti, moj štit od zlo moja nadeš si. Samo ti, vo srce moje večno ostani. Jedinstven kopneš moj si ti, moj štit od zlo moja nadeš si. Samo ti, vo srce moje večno ostani. Следува рубриката Теолошка кратка тема, почитувани гледачи. Не е лесно да се утеши човек кој е загрижен, кој е уплашен, можеби и болен. Во таквите моменти луѓето често се прашуваат зошто, уште колку ќе боледувам, уште колку ќе чекам, уште колку пати ќе доживам трагедии во мојот живот. Можеби токму сега и ти или ние поминуваме низ слични периоди во нашиот живот. Дека нема да можеш да издржиш, не можеш повеќе и затоа бараш од Господа да го тргне твојот товар од тебе. Токму вака мислел еден човек, часовничар, од следнава приказна што сакам да ја споделам, почитувани гледачи. Дали теговите навистина се важни? Знаете, тег, кога се мери нешто или на часовниците, нали, тоа што чука, што би се рекло лево-десно, има тег и го покажува времето. Дали тие тегови се корисни во нашиот живот? На крајот од еден мал град живеел часовничар со своето големо семејство. Во својата мала работилница над зидовите виселе разни часовници, од кои некој самиот ги изработил. Некои од тие часовници весело биеја, други полека и достоинствено го удираа тешко нишало. Часовничарот имаше вешти раце и бистар ум, но неговото тело беше болно. Не можел да се движи, бидејќи му биле одземени нозете, па поголемиот дел од времето го поминувал во својата работилница. Жителите на малото градче не биле богати, но па малкумина од нив имале можност да си купат часовници. Најмногу поправаше стари и искршени часовници. Еден ден го посетил еден пријател, значи кај него дошол еден човек и го донесе својот стар часовник на поправка. Додека часовничарот го поправал, неговиот пријател со интерес ги гледал изложените часовници. Тој се восхитувал на нивната сестраност и совршена техника или механика. Вие сте вистински уметник, вашите часовници се големо богатство, рекол човекот. Часовничарот само замавнал со раката. Во напливот на собствените проблеми, оваа пофалба не го храбрила многу. Немаше навика да се жали и да кука, но сега му го отворил срцето на пријателот. И еве што рекол часовничарот. Што ми е сето тоа богатство, кога и онака никој нема да го купи? Сите овие крлежи ми ја мерат бедата. Бог не ми го олеснил овој тежок живот. Едва и успевам да го прехранам семејството. Болен сум и неподвижен. Можам само да седам и да ги гледам овие нови часовници. За кого сепак ги правам, се прашувам. Зошто? За кого ги правам? Не можам да одам никако. Пријателот кој бил во посета на овој часовничар само молчал, како да не слушал. Тој особено се восхитуваше на еден часовник. Овој часовник е прекрасен, рекол човекот. Навистина завршивте одлична работа со него. Да, во право си. И тоа е многу точно. Сите други ги прилагодувам според него,
незаинтересирано одговорил часовничарот. Срамота е што ги оптоварувате со толку големи и грди парчиња олово. Еден пријател додаде и ја откачил тежината од куката. Часовникот веднаш престанал да очукува и нишалото полека запрело. Што правиш? Му го одзеде погонската сила, луто одговорил часовничар. Значи, пријател кој бил натре, во самата работилница, го примитил тој голем часовник со тоа клатно, со тој тек, и тој го откачил. А часовничарот реагирал и рекол: што правиш? Му ја одзеде погонската сила на часовникот. Пријателот се насмевнал и повторно ја закачил тежината на часовникот. Го турна нишалото и часовникот повторно почнал да работи. Ти навистина си голем занечија, драг мој пријателе. Знаеш точно колкава тежина му треба на часовникот за да има доволно движичка мок и да работи правилно. Исто така нашиот небесен татко, нашиот добар Бог, многу добро знае што му треба на секој од нас. Бог сака да бидеме корисни за Него, да бидеме креативни, да имаме изобилен живот, но тој исто така сака да знае дека секој од нас од Него зависи од Него, да му се довериме целосно и никогаш нема да бидеме преоптоварени. Истина, овој пријател му одржал една убава лекција на овој часовничар, на овој стар мајстор кој останал без нозе, кој тешко се движел, меѓутоа тука времето го поминувал во својата работилница. И со овој часовник, и со тргање на тоа нишало, на тој тек, сакал да му покаже дека понекогаш теговите се потребни, тежините се потребни во нашиот живот. Пријателот заминал, понатаму завршува ова приказна. Часовничарот долго гледал во тој часовник, го слушал неговото очукување и размислувал. Потоа ги свиткал рацете и му се заблагодарил на Бога што може да разбере што му кажал преку пријателот. Тој се молеше за повеќе сила да му Бог даде да поверува во животот кој носи и добри и лоши работи, да се потпре на него во се. Се молил за отворено срце за да може да го слушне неговиот глас, гласот на својот добар, всемоќен учител и Господ, на неговото време на вечноста. Навистина, убава порака, почитувани гледачи. Сите ние имаме своји тегови, имаме своји проблеми. Знаете, понекогаш сакаме тие тегови предвреме да ги тргнеме за да си го олесниме животот. Меѓутоа, се си има свое зошто. Како што овој пријател на часовничарот му одржал една навистина поучна лекција. Кога го тргнал тој тек од тоа клатно што се движело лево и десно на самиот часовник, и кога го тргнал, часовникот престанал да работи. Меѓутоа, кога го закачил повторно, часовникот си го мерел времето. Така да не се ние жалиме на Бога кој ќе наидеме на некои проблеми во животот. Бог знае што е најдобро за нас. Бог ќе ни даде толку што може да поднесеме. Верувајте во тоа. Тој нема да ни даде некој терет со кој ќе не удави или ќе не уништи. Туку ќе ни помогне да излеземе уште посилни. Еве уште еден краток пример во овој контекст кога зборуваме за тешкотиите, за проблемите, често пати ние се прашуваме: Боже, зошто? Како наблюдувач озбилно ми смета начинот на кој Бог понекогаш постапува. Тоа ни смета, верувам, на сите нас. Посматрајќи го животот на другите, а и својот, стално е присутно прашањето зошто. Веројатно не знаете за Томас Книба. Сигурно не сте слушнали за ова име, бидејќи починал само 3 месеци по доаѓањето на Јамајка како мисионер. Зошто, кога дошол да го проповеда Евангелието, се прашуваме? Неговиот брат Вилијам во Англија одлучил да го замени. Значи, починал брат му, сега заминува неговиот брат Вилијам, кој живел во Англија. Но кога дошол, му било јавено дека неговото дете 12 годишно починало. Читајќи го ова, си велам јас: Боже, ова не е чесно. Дај прилика на Евангелието да се проповеда. Каде се чудата, Боже? Зошто не си интервенирал? Овие луѓе работеле чесно со цело срце. Зошто тоа го дозволи? Секако, Вилијам на тој остров успел да го прекине робството и го пренел христијанството
Но каква цена платил? Обратете сега внимание на овие бројки и на овие зборови, почитувани гледачи. Во 1818 година Давид Джонес имал 23 години и Томас Баван со своите сопруги со мали деца дошле како први мисионери во Мадагаскар. Во рок од 12 месеци починале Томас, неговата сопруга и детето и сопругата на Давид и нивното бебе. Најверојатно смртта настапила како последица на маларија и отровот што го дале домакините, го ставиле во храна и ги отровале. Што размислувал Давид кога ги погребувал своите најблиски? Што мислел Давид за Бога? Како ја поднесувал таа голема болка? Дали се посомневал во Божјата љубов и мудрост и сувереност? Джонес продолжил и други му се приклучиле, па успел да го укине робството и основал болници, училишта и прва христијанска црква. Умрел релативно млад, во својата 42 година од маларија после 19 години поминати на островот. Францис Хавиер во 16 век отишол во Јапонија и во текот на една генерација христијанството пораснало за 300.000 верници, а потоа во 70 век војните старешини одлучиле да исчистат земјата од странските ѓаволи. Програмот на чистење бил така окрутен што христијанството едноставно исчезнало. Познати се зборовите на Тертулијан од големата борба во која пишува: крвта на христијаните е семе на нови цркви. Зошто Бог дозволил да се уништи христијанството во Јапонија, кое никогаш повеќе не се опоравило? И во нашите денови се повторува историјата. Луѓето убиваат, затвараат, оговараат. Обратените луѓе доживуваат малтретирање, губење на најмилите, болести и предвремена смрт. Имам многу прашања, но тоа што го знам е дека Бог секојаш тивко, стрпливо ја остварувал својата волја. Преданоста на Бога не е рецепт за просперитет, а одговорот на Божјата суверена власт е едноставна: Бог има право да прави што сака, а јас немам право да знам зошто. Ние имаме пророчката панорама на историјата на овој свет која оцртува неговата судбина. Но кога се работи за другите работи, ние сме слични на мравките во кујната. Живееме во долината на темнината. Слични сме на мравката која бара трошка храна, несвесна за околината. Слични сме како таа мравка. Нам ни недостасува да ја видиме кујната како што Бог ја гледа. Ние сме како Робинсон Крусо со амнезија, насукани на брегот на бесконечниот океан и повторуваме прашање: кој сум? Од каде доаѓам? Како сум дошол овде? Бог е Бог кој владе во вселената и може да постапува како што сака, а јас ке верувам во конечен крај. Нека навистина овие два примери што ги спомнавме, повеќе примери спомнавме на луѓе кои во цветот на својата младост умреле од маларија или од некоја друга болест, но биле предани во мисионство, во проповедање на Евангелијата. И благодарение на овие луѓе што ги спомнавме, укинато е робството во Јамајка, Евангелието, христијанството е пренесено на овие острови, благодарение на ова семе, односно на овие луѓе, на овие жртви кои ги дале за Господа. Нека бидат пример и нам во нашиот живот. Одиме сега повторно со песна. Ja idem takav kakav sam, da tebi srce svoje dam, jer zoveš k sebi grešne sve, o ja
očišćen jer voliš me, tako kakav sam. Idem slomljen i bez nade, umoran i očajan, greh me tišti, krivica muči, stidim se da te pogledam, al tu pod krstom ti me čekaš, tvoja milost leči me, sad sam prihvaćen i očišćen jer voliš me, tako kakav sam. Voliš me, tako kakav sam. Следува рубриката прашање или одговор на прашање. Денеска имаме едно прашање: што се тоа предрасуди и сомневање? Еве еден краток осврт да одговориме и на овие прашање. Што се тоа предрасуди и сомневање? Предрасудата најчесто се однесува на претходно стекнатите, обично непожелни или судови насочени кон луѓе или личност поради полот, општествената класа, возраста, религијата, сексуалноста, расата, значи етичноста, јазикот, националната или други лични карактеристики. Таа исто така може да се однесува и на неосновани верувања, при што може да го вклучи секое неразумно однесување кој е обично отпорно на влијанието и на разумот. Предрасудите се еден вид брзи и најчесто погрешни мисли или претпоставки што не спречуваат вистински да ја запознаеме личноста на која имаме предрасуди. Тоа е она што прво ни доаѓа на ум кога ќе видиме дека некој прави нешто можеби и не би го направиле да сме на нивно место. Проблемот е тоа што не знаеме со што се соучува личноста и од што потекнува тоа однесување, а донесуваме заклучоци или предпоставки. Значи, предрасуди се предпоставки. Однапред донесуваме некој суд за некоја личност, за некој настан, за некоја работа што се случила, а не сме запознаени 100%, но ние си предпоставуваме или пак како што во второто зборче е спомнато, сомневање. Значи, однапред ние имаме изградено сомнеш и тоа тешко понекогаш се разбива во нашиот ум. Еве еден пример. Петар доаѓа на училиште со различни чорапи. Обратите сега внимание колку ние сме подготвени да се сомневаме или да имаме некакви предрасуди од она што сме го на прв поглед виделе. Значи, Петар доаѓа на училиште со различни чорапи. Елина го гледа, некоја девојче, го гледа и кажува на Мила дека Петар е глупав. Значи, веднаш има предрасуди. Лина има предрасуди према Петар, зашто носи различни чорапи, и тоа размислување го кажува сега на Мила. Дека не знае како да облече чорапи и му се смеат. А Игор вели Петар е сиромашен и нема ни две исти чорапи. Гледате сега што се тоа предрасуди, а што е вистината. Ова момче немало дома чорапи и нашло две различити и затоа ги обул. Вистината на приказната која е? Петар има помало братче со кое ја делат собата и бидејќи станал рано не сакал да го разводи братчето и не го вклучил светлото, па затоа ги земал чорапите кои први ги фатил во темницата. Вистината ни покажува дека Петар е грижлив, внимателен и го сака својот брат. Тој е добро дете кое само било внимателно, не е ниту глупав, ниту сиромашен и никако не треба да се исмеува. За жал има многу вистински примери за предрасуди. Кога ќе сватите што се предрасудите, ќе почнете да ги забележувате предрасудите што се случуваат околу вас и како влијат врз другарчињата. Конкретно, еве го спомнавме примерот со Петар, бидејќи соучесниците го исмејавале, ќе почнат понатаму, значи сите да го избегнуваат и да не се дружат со него, за да
избегнат, значи и тие да не бидат исмејувани. Често пати тие девојчиња или момчиња се повлекуваат во табори, во групи, а таквите деца ги запоставуваат. Понатаму Петар ќе се повлече, нема да зборува со учениците, можеби и веќе нема да биде активен на часовите во самото училиште, нема да зборува со другарчињата, ќе ги избегнува и така натаму. Кои ќе се најдат, например, во дворот, ќе почнат да го исмејуваат и на тој начин ќе му се намали успехот дома, ќе го карат поради тоа што неговиот успех се намалил, но тој се плаши да каже дека го исмејуваат и дека се срами да зборува пред нив. Ова е само, почитувани гледачи, еден пример преку кој може да се согледа колку последици може да има само една предрасуда, колку може да влие врз расположението на другарчињата. Може би за вас тоа изгледа денеска забавно и сте срекни што не сте вие тој што го исмејаваат и некои, на жалост, тоа го доживуваат. Предрасудите се навредливи за личноста кон која се наменети. И сега се поставува прашање што ќе и помогне да се воздржите од донесување на предрасуди. Значи, пред време да донесуваме некој суд за некого. Треба да внимаваме да не носиме брзи одлуки за другите и нивното однесување, да ги прашаме како се, дали им треба нешто, да ги прашаме за нивната приказна, за нивниот живот, да се воздржуваме од кажување предпоставки кои не се точни и со кои би можеле да го повредиме пријателот, односно да ги повредиме другите. Сигурен сум дека никој од нас не би сакал да биде на местото на Петар. Секојаш прво помислете како би се чувствувале вие кога бисте биле на местото на Петар или на другиот, дека сигурно има нешто за кој не знаете, дека не се изгледа така убаво на очи во животот, но треба да ги знаеме причините зошто тоа се случува. Доколку забележите дека ваша другарче има предрасуди кон некого, може да се обидите да му кажете дека сигурно има некоја причина за однесувањето на другиот, да му дадете простор да размисли и од други перспективи, за да не дојде до погрешен заклучок. Еве, уште неколку реченици, што е тоа сомнеш или сомневање? Тоа е една врста товар на докажување. Сомнеш или скептицизам е состојба на целосна вера или доверба во некого или нешто што да е. Во филозофијата, скептицизмот е метод на испрашување дадени во суштина го користат скептиците. Психолошки се верува дека силата на сомнежот е под влијание на многу факти, одлуки и мотиви, што доведува до дослење во донесувањето на одлуките. Еве, и сомнежот и предрасудите не се добри, значи мора да се воздржуваме кога треба да донесеме суд, само гледајќи на дворешноста. Треба, значи, да го видиме, ако е можно, и срцето, иако срцето не може да навлеземе целосно со неговите зборови, со објаснувањето на таа дотична особа, ќе да знаеме низ какви се проблеми човекот или некој дете или некоја личност поминува. Еве толку за ова прашање што се предрасуди и сомневање. Одиме повторно со песна. Ги славам јас, сите дела
Полека дојдовме до крајот, почитувани гледачи, на ова наша денешна емисија, точно напладне, кој се емитува секоја среда, значи во среда, точно напладне во 12 часот. Пред да одиме кон завршницата на ова емисија, би сакал и денеска да ви ја покажем ова книга, значи книгата Молитва, која навистина содржински зборува за молитвата, така да вие кои сакате да имате, цената е само 150 денари, навистина 150 денари, навистина ефтина книга, но многу е убава и ќе бидете благословени. Може да порачате на адресата што ќе ја видите или да се јавите на нашиот дежурен телефон, така да ние ќе ви испратиме по пошта или нашите соработници ќе ви донесат на ваша домашна адреса. А вие останатите, доколку сакате да изучувате Библијата по дописен пат, ви нудиме повторно дописната библиска школа bibliјатазборова.mk. Тоа е по електронски пат, ќе може да ја проучувате дома, значи не мора да одите на пошта, да праќате писма, да добивате писма, така да ќе навлезете на овој адрес и таму има објаснување, има 8 подрачја кои ќе може да ги проучувате. Да видиме сега и самата реклама. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Еве дојдовме до крајот, почитувани гледачи, на ова наша денешна емисија, точно напладне. Емисијава може да ја побарате и на нашиот YouTube канал Радио Гласна надежта и на Facebook страната на Радио Гласна надежта. Посакувам убав ден кој е половина веќе помина, но пред нас е, значи, другиот дел од денот, пред нас е цела седмица. Ви посакувам секој добро и закажувам нова средба наредната среда со почеток во 12 часот. А до тогаш останете со здравје. Почитувани гледачи, ве покануваме да бидете дел од нашата нова емисија Точно напладне на Радио Гласна надежта. Секоја среда, точно напладне, ќе имате можност да ги следите следните содржини: мисла на денот, актуелности во светот, совети за здрав начин на живење, теолошки теми, одговори на ваши прашања и други интересни содржини. Сето тоа ќе биде проткаено со убави христијански песни. Емисијата ќе се емитува на Facebook страната на Радио Гласна надежта и на YouTube каналот Радио Гласна надежта. Се гледаме.